Денеска во салата за состаноци во општина Кочани градоначалникот Радко Димитровски со представници од Министерството за труд и социјална политика потпишаа меморандум за формирање координативни групи во рамките на проектот за инклузија на децата роми од предучилишна возраст во градинките во општина Кочани. Меморандумот значи да се продолжи проектот кој што беше во претходните 11 години за заедничко финансирање на децата роми во предучилишните установи. Останува да се финишираат разговорите и околу договорот и очекуваме дека во најкраток период ќе го реализираме, ќе имаме подпишување на договорот за оваа учебна година, односно од септември 2016 до јуни 2017 година. Проектот Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцинства има за цел јакнење на капацитетите на државната администрација на национално и локално ниво за поуспешна поддршка на локалните процеси на интеграција и инклузија на ромите. Ромите бегалци и внатрешно раселени лица преку формирање на локални координативни тела во рамките на општините, а во состав на повеќе институции на локално ниво за подготовка на локални акциски планови за роми во рамки на општините. Тоа е имплементирано од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка. За реализација на проектот, Министерството за труд и социјална политика склучи меморандум за соработка и 12 општини кои се опфатени со проектот, и тоа Берово, Битола, Виница, Гостивар, Делчево, Кочани, Куманово, Прилеп, Шудо, Ризари, Чаир, Тетово и Штип. Општина Кочани со уште неколку проекти финансирани од сопствениот буџет е вклучена во инклузијата на деца роми во предучилишно и основно образование, а ги финансира и проектите на двете ромски организации Светла Иднина и Авена кои делуваат во општината.